Ванчо Митев има 69 години и потекнува од Кочани. Нема да успее да се снајде во животот, па својата старост ја минува примрзнат и гладен. Никогаш ке рече тој нема да се ожени и да создаде семејство. А не живее добро ниту со роднините, бидејќи како што самиот тој ќе каже, премногу го потценувале и сами избркале од нивните животи. Како млад среќата си ја барали на запад, но болеста и болките ќе го спречат да успее и ќе го вратат повторно во родната земја. За жал, овој пат уште полоши од претходно. По смртта на родителите тој буквално преживува. Не може да најде соодветна работа и последните години живее само од социјална помош. Веќе 20 години живее без елементарни услови за живот, топлината ја добива само од стариот јорган останат од неговата мајка, со кој се топли дури и на минусни температури, па и во моментите кога не питачи низ градот, затоа што последните 2 години нема ниту за леб бидејќи му била укината и социјалната помош. И вкусот на храната го заборавил бидејќи не може да се дозволи да си купи ниту леб, а се би дал, барем за миг да има греалка, вели Ванчо, за да може да си ги стопли премрзнатите коски и да може со храна да го нагости својот прегладнат желудник. Игор Стефановски во своето 47 годишно постоење не може да се пофали со убав и квалитетен живот. Роден и израснат во селото Псаче, уште млад ја запознава тежината од сиромаштијата. Па живеењето на неколку семејства во тесниот семеен дом од татка си ќе се покаже како лоша опција. Затоа тој дознава дека подолу во селото има напуштена куќа во која инвестира и средства и години, во известно време живеел со сопругата Илинка и децата во неа. Се до денот кога не се појавил сопственикот и не побарал назад да му се врати тоа што е негово. Тогаш група хумани луѓе заедно со Игор на плац што некогаш припаѓал на неговата баба, ќе изградат двособна куќарка, само ова семејство да не измрзне надвор и да има кров над главата. И потоа започнуваат новите проблеми, бидејќи местото каде е изградена новата куќа не е на име на Игор. Тој не може да спроведе струја, иако последните пари ги дал за неизен приклучок. Веќе со години ова семејство живее во мрак и на свеќа, ако останат пари од она малку социјална помош што ја зема месечно. Поради стресот и високиот притисок Игор останува без слух, а поради тоа и без постојана работа. Како врв на се и сериозната здравствена состојба на неговата сопруга, која не е способна сама ниту да стане од кревет. По ова семејство, ако не е храната од народните кујни ќе пати и за леб. Игор вели дека не може децата да ги испрати гладни во училиште, затоа што таму им се лоши, а и во темно не можат дома да пишуваат домашна, па често се прекорувани од наставниците. А Илинка додава дека и дома кога ќе дојдат немаат услови за живот, ниту храна, ниту топлина, а најлошо што немаат ниту светлина за да функционираат. Со екипата на Срце на дланка денес дојдовме во село Псача. Едно 6-члено семејство живее многу тешко, семејството на Игор Стефановски. Дојдовме за да не ја раскаже неговата животна сторија. Поминовме многу шума за да стигнеме до куќата, претпоставувам, на Игор Стефановски. Да. Јас сум Оливера од Срце на дланка. Не повикавте, ни звоневте многу пати, еве сме тука да дојдеме да слушнеме вашата сторија. Да. Што ви се случува, Игор, како живеете? Имаме проблеми. Ова е мојата куќа, церешеме таму горе, таа почна да пада куќа, ми помогна од страна, направивме 2 собичиња и едно котличе, уште не ми е направено, неаме струја, мака Зошто имаме. немате струја, Игор? Па, место не било, води се на бабо ми, она е почината, мајка ми е почината, таму што има тети, не ги знам, тражит ми документи, ај преку тај куќа да земеме струја, платив, нима струја, нима пари, ништа нема, социјално зијам, све парите си ги потрошив за тоа и немаме услови. Жена операција ми се праеше, имашеме проблеми големи. А со дечињата, како? Сите учат училиште? 3 ученика имам, немам услови за децата. Децата идат у школа, без јадење, без ништа, немат обуќа. Многу тешок живот имаме. Ја не барам помош, само нека видит какав живот живееме. Сигурно децата на училиште ви бараат, велите немате ниту за храна?
слабо слушам, не сум способен за работа, А зошто слушате слабо? Што ви е со па слухот? не знам што е работа, еве 4 години слабо слушам. Овде ли ова- седите? Ова е собата. Да. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добри да се каже. Штом не повикавте, очигледно дека не е добро. Да, не е добро. Мака имамо, струја немамо. Деца 3 у школу идат, гладни, боси. На голема мака смо. Значи немамо издобство, не можем деца да си ги гледам. Банка плати све, нема струја, јавljam се на телефон, да видиме, ќе биде, ни се јавља да дојде да ме приклучи, нити ништо. Повеќе сте во мрака отколку во светло. Да. 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 Судбината ќе одреди Игор да се роди и да порасне сиромашно во селото Псача, а веројатно уште повеќе своите прсти таа ќе ги замеша и кога тој ќе стане возрасен. По семејната куќа поради недоразбирање со семејството на братот, еден ден ќе мора да излезе за да го пронајде својот мир во една куќа во истото село која била оставена од собствениците. Но по извесно време и оттаму ќе мора да излезе и да бара спас во хуманоста на добрите луѓе кои ќе му помогнат да изгради 2 сопчиња. Како порано живееше горе таму у едно собиче, Во истово село? у исто село. Живееше, немаше услови, брат до мене живее еден, жени, како жени нешто расправија, ајде да нема расправија, има еден од Свети Николе, беше падната куќа цела, на мене земи по кригу, улези си унатре, 2 соби имаш и си седи. 3 години седе у тај куќа, понаправимо со жену све и дојде после тој, тражи си чаре, отиде у полиција, пријавиме, полиција дури дојде. Тражи си чаре да си скочиш. Ја викам на женото, што ќе правиме, куде ќе идемо сега, на улица. Па не идемо се некој, така, моето потекло од село, значи таму од Провишче, се најдеме. Ајде Божем све да се трудимо за да биде поболе. Ама оно не е поболе. Повеќе идемо надле нели го нагоре. Каде порано живеевте, Илинка? Горе живеевме. Овде, у Псача. Нама тешак живот. Двојца браќа беа таму. Ја веќе ми имаше 2 деца. Дојдомо скарамо се, туѓе куќи отидомо. Дојде ја искаране, нема средство. И ово е што, и ово е све со смука. Помогнаа ни луѓе. Таква ни е судбината. Јави се имаше една директорка, беше тај, јави се, викам таква и таква работа. Она дојде, стикаа тој, све, и го рече гледамо нешто да завршим работа. Што се правиле како тамо преку телефон, донесува цигле, цимент малко, ја имам еден мајстор тамо, иду помага му, чисто трла, што било за крави, чисто му, он дојде да работи овде, за да ми уроди, од нема ништо после тој. Ова е земјиште, плац од вашите родители? Беше овоја баба ми, она ми е почината, мајка ми е исто почината ми. И сега немам никаков документ. Треба да биде на моје име префрлено, па да може јас струја да приклучам. Нема како, треба изгроб да го извадам. Ја не познавам ги, тетке ми, некои 2 имам умрели. А деца, како деца, нојни тамо, кој пространство, ни знам броеви, нити знам ништо. Не можу никако да ги доби. И немам никакви услови, не. Без светло. Тешко е, много е тешко. Несреќата доаѓа отпосле, кога здравјето ги напушта и него и сопругата. Илинка завршува на операција поради тумор во стомакот, а Игор од нервозите добива висок притисок поради што и 90% го губи слухот, а поради таа причина и неговиот работен статус. По ова семејство преживува од собирање моф и печурки од планините, а чисто и гладно. Проблем е и струјата која и покрај сите напори, се уште ова семејство не успеало да ја обезбеди, па децата живеат во мрак, не може да ги работат своите училишни задачи, а тешката финансиска состојба прави тие секој ден да се погладни и погладни. Што се случува со жената? Што е проблемот кај нејза? Операција е правена. Од тумор е правена и докторот тамо од Скопје кажа, од 2 кила не смее да дигне ништо. Претходно, кога беше здрава, сигурно ви помагаше во физичката работа? Све.
Она со мене идеше, мопси береше, пеќурки беремо. Све е со мене она. Много ми друго беше. Девојченце имам 14 години, оно јадно. Земе на корито, мене да испере. Срам ме, ама нема што да правам. Тоа е условите. Немамо машину, ајде да имамо и машина, у што ќе го клучимо? Нема. Нема струја. Немаш пара. И ја болна. Што се случува вас? Ја веќе имам тумор. И до операција ми превија, систи ми вадија. Значи, ништо немам. Значи, не сум способна да си заработам за мој деца. Значи, ако не са они две, нема кој да работи. Нема кој да пере, нема кој да очисте. А ја не сум способна да се наведнам да пере. Сигурно тоа ти е најтешко кога ги гледаш Многу мама. ми е тешко, да ти кажам искрено многу, ама највеќе за деца. Значи, некој пути, она ќе остане, ќе очисти, ја не може да стане. Значи, многу ме боли, значи, немам могуćност. Значи, нема од што да ги крана. Тој момче што иде за работи, тоа е. Отиде по мол, по шипке, ја не може. Оно траже деца едно од друго, ја немам што да ги дам. Нема што да направо да јадат. Мука е голема, друга е она, земе исперене, оноди не може са ни да не испере, нити едно сабаре стана, отидоа по мов да беру, звони ми телефон, од детето, тој мушкото, отишло тамо горе, звони ми телефон, нешто болови добила, ја у една душа од планина, дотрча да виду, тоа е работа, да не е паднала, тоа е рана, може конци са пукнале, викам, у една душа. Однесе го паланка, прегледаа го, не е опасно, рече, дадеа ви една јапчиња, нека си ги пие, кога ќе има болови да ги пие и си ги користи тие јапчиња. А кога ќе дојдете од училиште дома? Па, што има тоа? И јас многу дома, колку можам научам, модам со татко ми помог. Мајка ми не е добра, а и татко ми. Човекот сака да ни помогне, не може. Колку можам и јас помогам. Дома што Да. работите? Што помагате на мајка ви? Па, чистиме, переме, својата помов одиме. Таа не може, не е добар. На операција одеше рано и сечено. Татко ми оди дрва берене, оди ми помов. И ти одиш помов? Да. Ти си премногу мал за да го работиш тоа. Ама моја? Кој ти вика дека мораш? Моја, ете моја. Ти сам сакаш? Па да, понекогаш одам сам по тамо, по дрвото, најдам мов, соберем кофе и донесам. Сам носиш во кофа. Да. И потоа, што правите со тој мов? Фатиме продајаме, И со парите што купувате? купиме на мама пер, млеко, такво нешто. За мама купувате? Да. Зошто? Што е неа? Па не може, се правеше операција. Операција се правеше. Да. Вие жалите мама, иако и вие сте гладни. Ние, за нас не треба, она треба да биде добро. Тешко е. Она да стане до ноќна работа да си скочи, са со палјаци свети страме не може да се сапме, да направи бели. Од сабале притица почува да качуju, кажати лимон зема, испрати комшија да на продавницата, несе лимон вик да јадеш. 180 притисак. Почува да качуju. Тоа е све нервоза. Некој пут горе ќе падну таму, ќе не може да ме најде у планината. Нема. Сакам да работам. Сакам. Ама не можу. Зошто? Не, овој, не ќе ме никој. Што ви? Вика ќе затвори фирма, ќе беше ја работи. А што ви е? Што ви се случува со ушите? Не слушам. Чабе, да му даеш материјал, нешто, ќе вика по мене вика, ако е поблизо, слушам, разбираш. А онако далеко, слабо слушам. И не дај Боже, вика, на тога шефато му вика, ќе паде некој кадрон, да викнеш по нега да бега, не може да се спаси, вика. Ќе го теја пати не затвори свит. И човекот, тој што работи тие данови, 5-6 дана, даде ми паре, по 1000 денара ме плати, оди си, вика, жалуте, вика, нема што да ти правам.
И овде, мог што најду, викнеме некој да заработи, тоа е. А би сакале да работите, сигурно? Сакам да си работам. Ја ќе си гледам децата како ми трпат. Секој родител не гледа тој. Да немам струја, толи да гледам. Мене тешко ми, ама нема што да правам. Тоа е. Ај, викам, ќе иду тај куќа да земемо струја, доното не беа платене сметќе. Тај ми вика, одеси све барање направимо, одеси у пошта, плати све, плати, купи кабел друг. Нима пари, нима струја. Од душа, од социјално, да дојде све пари, деца ги остави гладни, нема ништо што да јадат. Нема ништо, ни кумпир, нити за јадење, ништо нема. Нема. Тој вчера цел ден бра мов, синок и до Гиновци да купу од малите джакчки 280 денара брашно да замеси лер. Неко пути гладни си легнем, зачем нема што да јадем. Ама навеќе струјата не кочи. Нема струја. Малото ми болно, немаш пара, немаш што да го дадеш на лекара. А не можеш да гледаш. Оно се тувка, не се види, не можеш да си скочиш. Што се случи со најголемата керка? Најголемата керка ми избега на 16 години. Нема детето услови, погледна. Нема услови, дете. Нема чорапе, нема патике, голема сака да се носи, сака да јаде, струја нема. И дете, како га е нашто, што е, дали некој го е наместил. Дојде само, тато, ја не можу веќе да седу тој, или ќе си бегам, или ќе си иду. Даде ми 1500 денара тај, што е, купи нешто тој и си го одведоа, јас се останаа да си плакам, они си го одведоа. А дете не теше да ми се жени, ама еве и овој на 14 години, и овој ме страсага, и овој јадно. Нема телевизор, нема ништо. Дојде од школа, поврти, не му се седи. Друго е да има телевизор, да има нешто да погледа, да се занимава. Нема. Ајде иде таму горе, погледа таму комшие, не може сега секој ден да оди. Друго е дома, па друго е у комшие. Синок е разболеми се детево и една свеќа. Температура ми качи, сега касно е, продавница не работи, нема од кај. Имам 30 денара од джеп у мене. Викам, ќе купу, викам. Ќе донесам, ама нема затворено све. Запалу го, па го изгасу, да имам до сабален. Не знам што може дете да се деси, ќе почне да поврати температура им. На сабале ги пратимо, без ништо. Викам, земете што има, суво лепче или земи, тај помалиот појде у школа, се снима, пријаде му се, по децата почне да плаче за јадење. Видело тамо некој дете смоке да јаде, тражу му смоке, другарче дал тие смоке, он по рука го удари, не може. Овој почне да плаче, што ќе прави детето, девојченцето, оправда се од наставничкото, земе го детето и доведе го дома. Много тешко е, без јадење, боси. Не отиде оде на крај тамо чека комбе, има трава, јадни ноѓе, све мокри. Све мокри. Ние одиме на училиште, понекогаш и гладни, нема што да јадеме. Брат ми кога оди на училиште, тој многу плаче за јадење, гледа од неговите другарчиња како јадат и тој сака. Едно другарче тој јадел смојки и овој се спружил да му зема, он му ги тргнал, не му дадал од смојките и почна да плаче. Понекогаш излегуваме од училиште, доваѓаме дома, гладни. Зашто плачеш во училиште? Да не ми дава некој. Што не ти даваат? Од смојките не ми дава. Наставничката се кара зашто не учиме. Јас помоса татко ми одам, мајка ми не може. Морам јас, понекогаш јас перам, чистам, мајка ми не може, таа не може ни одат муркило да ди. Како да коре ние одиме,
Како другарчињата и ние сакаме на светло да седиме, да не сме во лош состој. Ова облека што ја носите на вас, кој ви ја купи? Па, тие, татко ми што работи, од тие таму, понекогаш тој оди, ама ете, не го примат на работа, затоа што тој не слуша добро. Што ви бараат децата најчесто? Све барат. Едно сака манџичка, друго сака трето. Ама ти немаш могуćност. Немаш од каде да му дадеш да јаде. Ако не са лековите, ќе не може да станам од кревет. Мора деца да ми дадат рука за да стана, за да искочам надвор. А не може. Нема кој да заработи. Он отиде по 200 денара, ќе земе само за леп. Ги спрекаш гладни во училиште, но и ги дочекуваш гладни кога... Да, гладни идат, гладни доаѓат. Учителка ги кара. Зашто не учат? А оно јадно дојде дом, отиде со татково помов. Кад дојде, тако чисте, тако измет. Повешке ние за ним. Ке зејамо лепче од куњу, тој еден. Ама штедиме го повешке за да има за деца. Не може домашно да напише, наставничка кара го тамо, зашто не си напишала? Она кажувала јадно. Вика, неама струја, нема како. Свеќа, кад имам, запалим. Ако не, земо од плинско, имам плинско, запалимо, како да јадемо и толку тоа е, легињамо у тамница. Таа што не е класна, таа не праша зошто не учиме, зошто не одеме редовно на училиште и јас и кажав, ја тргнав на страна, велам наставнички немаме струја, немаме на што да учи. 7800 дена разијан. Социјално, од тија облачање, од тија лепче, од тоа е све. И што иду, овој што збирам, тај мог. Од тој живее, а не стиза тие пари. Љага до джакче брашно е 1000 денара. Нема услови. Оно гладно не диде. Тој што би е другото девојче, слушало му се за јадење. Слушало му се таму. Дојде, кажуе ми, слуша ми се таму. Од кујну што ќе донесе, тоа е оно пошто дават кујна на 5 душе 3 паштетки. Ја некој искочам горе по моп, отидам гладен. Кад ќе дојду вечер, апмо малку, апмо да гледам за децата да има, да прекарат они. Они да има. Дојде дома, плача, ти немаш, а она те душа боли. Немаш од каде да му дадеш. На 7000 што би ги купила. Струја немаш. Немам што да го изготвам. Еве, маш ми иде са бале помог. Што е набрал? Пола джакче. Дали ќе земе 50 динар? Донесе у куњу пола лепче. На кога е најпоправо да ga дам? Дали на мене, дали на момче, дали на деца. Легнемо си гладни. Не може да стану диду да заработу. Додека можеше отидеш с нега мов, шипки, наберу, друго беше. А сак не може. Сак не сум способна. Значи сакам да работам, не може. Тај она друго кад беше, идемо од бајцата, наберемо 2 джакчки мов, таму искочи по 4 кила, 8 кила, од 10 му продајемо, земемо повише пари. А јас сега сам. Некој пут ќе зему 150 денара, некој пут 200. Како ми се погоди. За куќа све сам да за 2 врати и еден прозор, тај таму другата соба, дужен сам на човек. 3000 денара треба да му даду, немам од кај. Ќе дојде ќе ги извади. Они што врата са скршени све, помрзнемо ни кески. Шпоред, гледај што е. Чури, очи ни исповади. Нема струја, јага и кодник немамо купателно, немамо ништо. Децава седнат, девојчињава, перат на корито. Они перат, они све, ја не може. Тежок е животот на родител кој гледа како неговите деца се неистрекни, а сакаат макар исто како и останатите деца да имаат. И жално е, волконебени деца да мораат превреме да ги дознаат ударите од тешкиот живот и предвреме да пораснат. Затоа и Игор и сопругата, па дури и децата, молат за помош да им се помогне сега кога им е најтешко во животот. Да лажу, не лажу. Самите гледат. Од мерак не сам ви викал. Има мака и ви кажу. Нека види
да види у што живееме и какав живот живееме. Била најсреќна за да имам струја. Друго ми не треба. Све може, ама без струја не се може. Он не чуе, не може да работи. Струја немаш. Не може да стану, да се отвору врата, значи му си скочи по моја раба. Јас сакам како сите другарчиња. Нормално е сите сакаме да одиме на училиште, но ето. Не треба да се залажуваме. На сите не им е дојдено до нас. Секој што во секојдневието ќе не праша како сме, не значи дека сака да ни биде добро или пак сака да ни помогне. Само оној кој во гужвата од својот живот ќе одвои време и ќе ни подаде рака, само тој ни е вистински пријател. И треба да се трудиме од таквите луѓе да создадеме еден наш мал свет направен токму според мерката на нашето срце и да бидеме сигурни дека секогаш можеме да го отвориме за тие луѓе, но и да побараме помош кога ќе ни затреба.